Ние што останавме? Останавме со Дарко Панчев, Горан Пандев, добро, еве сега или филма си има уште некој Добро, Попов, излегуваат. некој кој што има, Така, меѓутоа се се тоа поединци кои што оставаат некако И велик. со европското учество на европското првенство фудбалска репрезентација така дојде тоа малку. Знаете како, на пример, распадот на Југославија како се доживеа тука? Имавте проблеми? МТВ тогаш сервис едно Не, друго? се одделивме и толку. Единствено договорите следеа после како ќе одиме натаму, преноси, зашто у моментот на распадот уште имавме. Да. Уште имавме Пелистер и Вардар, на пример, Пелистер таман влезе, требаше фудбал двора. Се растори, се сеќавам, да тоа детиште беше. Почна. Пелистер влезе во прва југословенска. Пренесував од Рим европско првенство кошарка. Славното за Да, тоа и дојде телеграма од Словенија, Здовс да не игра. И Ивковиќ ти имаше и со него снимено емисија, неверојатен се човек, сеќам. лесно му Абе се страшно, другари бев. Неверојатен човек. Другари и него го запознав со Тихомир Илиевски на аеродром и Тихо, кога се враќавме ние од Рим, налета таму, вика, како не го знам, вика, да се Јас големино, по људино од Дудо Ивковиќ. А Лазо Лечешко уште му ги дома. пушти гулабите да летаат, леле ќе пукнеше. Во Солун 20-та тренери, еден на Арис, друг на Паук. Да. Лазо се качува, пушта мангупи таму да отворат ќумесот кај што беа гулабите на И со Лазо на Ивковиќ. снимав. И летна тие. Наснимавме поприлично бајаги, јас и вие со вашата ова што одеше и на наша ТВ што Да. спортските Легенди. но бидејќи 90-та Рим, затоа мислам дека, ако не се лажам, HBO дури имаат и документарец. Тоа е моментот кога се појавуваат овие со знамето, па Дивац го зима, таа Дражен Петровиќ. Види, тоа беше... Вие бевте таму? Бев таму, ја пренесу, 91 година беше. Каква е таа генерација на кошаркари? 91 беше, затоа што знам, ја не отидов во Токио на светско првенство во атлетика. Отидоа Вања Мировски и Златко, а јас на европско, за да поделиме рамноправно за сите да има така. Ништо не се чувствуваше дека ќе се случи, дека не бе, вака беше тоа. 22, 3, 4 јуни треба да беше слободен ден, 25 и 6 требаше да играме финале со Италија. Меѓутоа војската ЈНА влегува во Словенија на 24. Доаѓа телеграма од Словенија, вика на Здовс, не сме веќе иста држава, вика нема што да играш за Југославија, ти забрануваме да играш. И Дуда доаѓа и со мене муабет прави. Многу блиски бевме. И овде кога дојде за Лазо Лечишко, му прави по 80 години, тука го пречекав заедно, имам слика долу во овој хотелот Александар Палас. И вика, бе, Зуке, што ќе се прави, вика, ово, сега. Играчи, абе, те знаеш, ја му викам, ја не го храбам, искусен лисец, и знаеш како да ги мотивираш. Речи им, може би последен пат играте заедно, да изиграте ако што треба, замолкните ги италијаниве. За финале да видат за финалето со Италија. И искача од состанот и вика, па отприлика тоа им некој борба, слушајте ме, советите, ги знам италијанците, она што ќе ви го кажам, играјте го, можете ги добиви. Кога почнавме од прва минута водство 2-4, 6-0, 6-2, 8-4, 10-4, све беше 6-8 разлика за Југославија, викам, овде ќе бидеме. А овде гледам до мене, па нешто Никита и Мутич пренесуваа за српско-хрватско подрачје. Одеднаш Мутич у второ полувреме го нема. Викам, што ја не можам да прашам, пренесувам и добро. Тераме до крај, ги тепавме 6 или 8 разлика. Италијаните изненади се удираат, леле бе, овие држава више нема да се распаѓаат нас во Еур се викаше салата, овде среда Рим не победија, вика. Знаеш, плачат. Не можат да се помират, наши се радува.
Политика, што може да направи? И најтажно беше во Сплит кога слета авионот и излегуваат Раџа, Кукоч, овие хрватските играчи, се поздравуваат со нашите и вика ово нам е био можда задни заеднички лет, каже, од Рим до Сплит. Дека вика се распаѓа и ние продолживме за Белград. И готово, распадот дојде. Тоа беше тоа. Поминавте златни времења во новинарството. Ако направите споредба со ова денес што го гледате, не мора ништо да зборувате. Доволен е само крикот што го направивте. И среќен сум што не бев интернет новинар. Ја последен научив да барам онако, ни донесоа компјутер во телевизија, во спортски, не знаев како. И еднаш на еден колега му се случува, доаѓа и се фаќа за глава. Леле, викам, мисле, некој дошол умеѓу време му избришал тоа што напишал за Олимпик Марсеј и за Баерн Михен, избришано. Леле, ја се Олимпик Марсеј така спомнав со Баерн. Меѓутоа, претходниот надпревар го коментирав ја, а ја во тетрадка си имав све. Интернетот не го отварам, само некојаш ки задајме, отворите, вие знаете состави. Од каде собиравте информации? Денеска е лесно, денеска е на вештачка интелигенција, пише од свети дава. Ги наоѓав, кај тренери, века, ја Джина Симоновски у 6 сат на вечер сум му се јавил, Джина, викам, дали е тој состав на Вардар за утре да не сгрешам. Во Нова Македонија кога бе. Вика, кој состав ти го кажав? Тој ќе биде, вика, сем нешто ако не се случи во текот на ноќта, температура, болест некој. И тоа толку, значи, све одене, со директно комуницираш. Почнува сезоната атлетска, тетратките уште ги имам 100 метра, 200, 400 и резултати од митинзи, од тоа ги запишувам, од спорт, од спортски новости. Ги пишувам. А за странците како собиравте информации? Па, добро, вие ги објавува и тука се стоѓавме спортски новости, беше најдобар спортски вестник во Југославија. Посебно поради Вилко Лунцер, што беше уредник, а тој беше атлетичар, сопруг на Олга Шиковец Лунцер, југословенска шампионка на 100 метри. Лунцер после и тренер беше. Сакаше и таму да ме носи кај нив у Младост Загреб. Не бе, викам, добро. Си можел да останеш и во Белград, кај кумот, и ќе си имал новинарска кариера и тамо, во... Па ќе имав тамо, ќе замуцував, може српски ако требаше. И добро да, што па си да замуцуваме, ќе се научиме. Ама тоа ќе беше за почеток и тоа, ама... Добро, сега... Денес на што ви личи ова новинарство? Прво не знам дали има новинарство, вака, као... Па добро, сега непријатно е да зборувам за колеги, затоа ќе се воздржам. Воопшто за новинарството ќе кажам, затоа што секој на некој начин го гледа новинарството од свој интерес. Дали е партиски, дали е не знам што. И сегде кај што се врти парата, таму е и новинарството. Па може и да направат и вакви емисии, например, за да останат. Како вие што пишувате, па книгата ја пишувавте книгата и за Панчев, така? За Панчев. Пишувате уште во Нова Македонија за да остане во библиотеките нешто. За библиотеките, за Панчев, еве сега ја завршив книгата за Дејан Недев. Тој малкумина знаеме, председател на Светска федерација во традиционално карате и председател на Европска федерација. Па не знаеме затоа што во Македонија вестите што се пласираат е дека имате две карате федерации кои што не прават мовет, затоа не знаеме. Добро, меѓутоа ова е факт дека човекот е тоа, факт е дека освоил медали, факт е дека и дечинава тргнуваат по тие стапки, се има и друго карате, меѓутоа и од ова карате има многу елементи, може би повеќе во ова што стана олимписко, што е признато, например. Меѓутоа, овие си тераат и може еден ден да дојде да се сведе на традиционалното карате, пак да се вратат на времето на Шираи, на Нијашима, тие учителите, познати светски во карате спортот во светот. И учители на Недеви, што беа и Јорга,
браќата Владимир и Јорга. И ја завршив таа книга заедно со помош на Дејан, се сеќава во детали за сите триумфи, за Европското првенство шампион која стана 2011-12, тогаш му ја доделија таа пензија спортска, благодарејќи на таа титула. Па брат му и сестра му прваци европски, брат му и светски во Каиро стана. Има многу интересни работи и ја бев коавтор и во книгата заедно со покојни Лав Мирослав Наумовски, познат новинар. Да. Лав, заедно овдека кај мене ја спремавме книгата за Лав Шабан. комунициравме кога беше роденденот на Лесна земја на роденденот на Лазо Лечич. Да. И тогаш практично ја преку Лав ги договорив и Божо Маљковиќ и Иво Данео и еден куп луѓе што Лав. Тогаш и Радосавлjević и покојни Буштор се ангажира, сите што ги знаете да се јавуваме. И ја правевме долу книгата за Шабан Сејдиев. И многу убаво излезе. За разлика од книгата на Трштена, која имаше ветување од Олимпискиот дека ќе биде преведена и на македонски, остана само на албански, а оваа и македонски и албански. Мислам дека и Шабан има на македонски еден дел, ако мислам дека има пошто јас добивам, мислам дека има на македонски, да. Инаку оваа директно ја и многу текстови мои има и избор правевме со Лав заедно, така да и тука коавтор сум, а иначе автор на ова што ќе излезе сега за Дејан на 3 книги, па ќе бидам автор, што е нормално и на собствената автобиографија. Пишувате? Пишувам, стигнав негде до што ние само еден дел зборувавме, уште колку има што не да кажеме. Тамо ќе се најде, тамо ќе се најдат и војничките денови. Каде бевте војска? Војска каде бев? Во Битола бев, на Васко, генерал Чичко Васко бе негде овде да бидам, излегувам ја од касорна. После известно време овде негде во Битола, по битолска линија. И пред него, пред офицерскиот дом, многу убав е, морам да го видам, застанати построени, тие што ми се старешили мој, пред нив јас стојам мирно, они се мирно стојат пред Васко, а ја проаѓам со магнетофонот, ја не бев укасан. Спиев таму, команда стана, бидејќи снимав емисии 10 војнички минути кај Димче Миновски во Радио Битола. И одам со магнетофонот и ја кај него, и Чичко Васко бе, кога стигна и идам, се грлам тука. Овие мирно стоја. И од тој момент, нигде е Зоки, што ga нема. Па видели смо ga на утакмицу Вардар Сараево, каде е он отишо за Скопје, а овде треба да ја казвам. Па отиде, викаат, готово. И така, после викам, абе, далеко ми е, некако Битола. Може Скопје? Не, у Велес. И во Велес, па спремав екипата армиска на Велес. За атлетика? Па на Скопска армиска во атлетика и наградно добив. Од Поповиќ, мајорот, подполковник беше, се пензионира како полковник. Во Шабац ја водев репрезентацијата атлетска на Скопска армиска, Зоран Тасевски, рекордер на Македонија. Ми беше во екипата на 100 метри и скок во далечина. Имав и други атлетичари и прво место и кога дојдов овде прием во министерство да му кажувам на Зарија Шкеровиќ, а тој па ми е потписан на една диплома, му ја однесов, кога победив на ноќна трка во знак на денот на армијата 22 декември во Скопје. Имам закажување многу. А ракомет колку игравте? Сега да ти и се враќам во касорна, вика, ти брзо ќе си одиш, што па дојде, вика, наградно отсуство, вика, 10 дена, 30 имаш од Поповиќ. Ова ракомет што? Ракомет игравте исто? Да, ракомет играв. За кој? Ќе ја снимиме и медалот што го имам бронзен, за Македонија играм. Ова за Младенска репрезентација. Не, ова е Партизан 1. Ова е Партизан 1. Партизан 1. Еве да ги покажам сега. Ова е
Круме Трајковски, познат наставник по физичко, беше и атлетичар. Ова е Зоран Михајлов. Ова е Славе Атанасовски, популарно наречен, за жал, покоен Чаве, сега пред некоја година почина. Внука му е Нашава Атанасовска, скијачката. Од Чаве. Историја се. Да. Неделковски. Татко на фудбалерот Неделковски. Ово се на судија ракометен. Меѓународен со Мојсовски заедно тандем беа. Ова е живе Ламбевски, отиде во Австралија да живе. Ова е Мац, голман. Па што е се македонци у Партизан? Ама ова е Скопски Партизан. Скопски Партизан еден, Соколана. Да, се шегува. И ова е Санде Панев, екипа која подоцна, бидејќи ја повеќе атлетика, Лазо кој дојде од Белград и кошарка, и отидоа другите во Вардар заедно со графичар кој се расформира бидејќи испадна од прва лига. Ова е 61 година таму, 60-61 година. И Вардар тогаш се формира, ако се сеќаше ви сега Вардар 61 нели? Да. Ова е тој Вардар и тогаш беше изградено ова игралиштето до Зоолошка градина, сега што е дискотека. Стадионче беше мало. Таму имаше и на Работнички, нели има раковетно игралиште? Па имаше ракометното игралиште на Работнички, беше веднаш до фудбалското игралиште и прво беше на земја, па после се донесе шљака и така. Едно до друго беа. Трибините постоеа додека и се гледа од таа страна. Бетон таму, кој игра? Работнички, кој играше таму? Бетон, Работнички, не знам. Работнички играше, најчесто Бетон си направи игралище ваму. Работнички играше, графичар играше, а игра многумина и не знаат на градски стадион зад голот од кај игралиштето на Работнички, тука на теренот за фрлање ѓуле. Што е, тука се шљака беше тогаш, игралиште, 4000 гледачи имаше, дерби која беа во прва лига и графичар и Работнички тамо. Мицковиќ на голот беше на графичар, колега. Има приказки многу и затоа, ама тоа новинарство, сето ова што го кажувам е запишано и си водев сметка да не ве носам доле во сутеренот да ви тетратките овака наредени, ама ќе слеземе за да снимиме тоа. Неверојатна биографија, можеме уште многу да зборуваме. Колку сме веќе цитираме ние со муабетот. Има ли најдраг пренос кој што? Па добро, има повеќе овака преноси, не можам ни еден да оделам како најдраг, зашто сите ми се драги. Во оваа пригода ќе споменам само она што во моментот ми доаѓа во сеќавање како најдраг од најдрагите. Например, Аце Русевски кога стана европски првак во Хале, тогаш Радио Скопје директно се уклучи на преносот од прогласувањето и на стадионите прекинале фудбал да играат од Македонската лига, кога чуле резултатот, аплаузи, ова, демек имаме европски првак. Тој и првиот негов меѓународен настап кој остави белег во кариерата негова и воопшто македонскиот спорт, среде Софија го совлада бугаринот Пешев во финалето на Балканијадата 1975 година. Како ги памтите годините? И 76-та отиде во Монтреал на Олимпијада и тамо беше трет. Загуби од Дејвис и тој пренос ми е вака еден од побитните. Потоа преносот од
кошарката од Сеул, кога Стојна Вангеловска како капитен на југословенската репрезентација го освои сребрениот медал, финалето со американките. Потоа ми останува во сеќавање преносот, тоа и помладиве генерации сигурно го знаат, на Могамед Ибрагимов во Сиднеј на Олимпијадата. Таму на крајот од преносот веќе го загубив и гласот и проработија емоциите. Не знаев едноставно од возбуда, од радост. Какво чувство е тоа? Што се случува тоа? Не може да се опише тоа. Тоа во моментот го чувствуваш и во тој момент што си го почувствувал, само се сеќаваш дека си почувствувал. Практично, додека коментираш, се внесуваш во борбата како... Да, па еве, например, таа борба, јас почувствував во продолжение со Хајдари од Иран, дека има шанса за медал. Во регуларно време нерешено беше, има продолжение. Во продолжение тој што прв ќе освои поен е победник, се прекинува борбата. И тој доаѓа до Хајдари и јас целиот за сега е шанса, викам да го поткрене малку, да го фрли, макар првиот зафат да го изведе за да добие еден поен и да се прекине, и така беше, ама не е. Он го фрли за 5 поена во воздух и викам, еве освои медал, прв медал за самостојна Македонија во незината спортска историја. И уште еден детал да не заборавиме, што сакавте да го споменете, Рим Атлетика. Рим Атлетика со Лучијано Сушен. Стана европски првак, а најголем фаворит беше Фијасконаро, италијанецот, тој беше и светски рекордер. 1:43.7 му беше рекордот, светски. И сега во финалната трка судир меѓу него, Хазе од Германија, Фијасконаро, не се знае кој ќе биде што. И негде пред стартот на Олимпико, оди овој на страна, вади едно ливче и чита нешто, викам, што преведе, не спремам матурски испит, викам, а трка го очекува финале на европско. И почна трката, иде и за последните 300 метри експлодира. И побегна 20 метри за таа стотка на равно што се трчаше. Кога влегува во свиокот, веќе и одржуваше предност и викам, сега кој ќе влезе на последната стотка, сигурно никој не може да го стигне. Ке биде прв и беше прв. Стадионот прво молк и после одекна еден аплауз, признаваат, ако нивниот... Што читал? Што прочитал? Сега ќе ти кажам. Победува и овие го наградуваат италијанците, знаат атлетика, почитуваат шампиони, поготово овој од Риека, од Фиуме. И одиме на кај прес и Лесковар, тој тренерот негов, прашувам, века, што е, него сега ќе дојде и Лучијано и он ќе ти каже што е, ама еве ја ќе ти кажам пред да дојде. На загревање, вика, го гледам, а се загрева како оние едни скулптури што има. Тоа е во дворот од Олимпио, кај што се тениските терени, кај што се игра овој римскиот турнир во тенис. И таму има една убава зграда, таму пресовите се држат, ресторанти, работи. И викам, Зоки, го гледам овде на загревањето, а ние одиме на прес, токму тамо, и ми кажува. И викаме, што правеше, читаше нешто, сега ќе ти кажам. Ја му зборам овде, ова, она, тактики, мактики, ми бледо ме гледа и вика, видов дека не сваќа ништо што му зборува. И затоа се тргнав на страна, пишувам и му давам ливче и му викам пред трката. И го гледа дали го запамтил и тоа. Сај го у джепче пред трка да го извадиш ливчето. И ова, и тоа се сомневав дали го укопча. И затоа викам чита како да спрема дипломска или нешто. И што пишуваш? И вика, не треба да ти кажа, трка ќе биде тешка. Тоа е финале Европскog првенства. Меѓутим, знај да добро си припремлен, победичеш, кад е теби тешко, нима е још теже. Они се вратија од Сент Мориц од планина тогаш,
добро си припремен, значи кога нив им е потешко, кога тебе ти е тешко, нив им е потешко. И тоа го запамтил и он вика, па сега, после сушен на конференцијата, ова го продолжувам се кажу, вика, ја видов уште 300 метри, имам свежина, можам да бегам, мора нешто да се направи. Ако оставам за финиш за последни 50 метри, побрзо, може ке ме помине. И затоа на време да се осигурам и така беше. И тоа беше неверојатен финиш, мислам сите и американските овие стручњаци што беа дојдени на европско и тренери италијански, наши сите вика, од каде бе таа стила во последните метри му искрсна. И стана европски со 1:44:1, за 400 не успеа да го собори рекордот светски на Фијатско Наро во тоа време. А Фијатско Наро заврши како втор. Тоа беше една трка која ми се враќа вака како филм. Како сега да ја гледам. Да, како сега и стварно 200 метра последни како отиде, тоа ми остана во сеќавање. Тоа се преносите и преносот од мечот Македонија и Англија во Саутемптон од квалификациите. Тогаш отидовме и одејќи на аеродром, овие ни покажуваат 5 врси, 5 други, 5, леле, викам, овие ке нарасува. Тогаш и Бекам беше, така? Ги прашува и Бекам беше. И ги прашуваат каде се наоѓа Македонија. Прето во вестник читавме на дента тамо негде на Е5, главниот пат низ Европа. Тамо некаде на кај Русија, абе негде на кај Пиренеите, Шпанија, појма нема. И почна и се случи тоа што се случи, викам, и опишувам голот од корнер, сите изненадени, викам, Симон не знае кај гледа, викам, дали да ја вади топката, дали не, едноставно не знае што се случило. И видна што видна, штета што не ги победивме, зашто водевме два пати, 1-0, 1-1, 2-1 водиме. Водевме. На крај 2-2 нешто Бекам нафарли, Смит влета, даде гол и 2-2. И викам, добро супер резултат за македонската репрезентација, ти во Англија да играш решено со англичаните е голема работа. Сега викам, од утре веројатно сите англичани ќе си купат во своите домови по еден албум, ќе вртат и ќе ја најдат Македонија точно каде се наоѓа. И така, тоа беше овој пренос што ми остана. Тие се легендарни преноси, да. Имате многу легендарни преноси. Ви благодарам многу што бевте дел од овој серијал Мојот пат од успехот. Творете и понатаму, знам дека пишувате, дека работите, пишувате, работите. Еве сега ќе ти ја подарам и книгата за Дарко Панчев, со посвета да ја имаш. Драго ми е. Ке ја имаш и биографијата, да сме здрави и живи, кој ќе излезе што ја подготвувам, па тамо ќе бидат овие приказки, ќе биде споменато и името на Мишко, дека ќе речем ова што го кажав досега, го кажав. Драго ми е. Благодарам уште еднаш. Да, тоа е да сте ви здрав и жив и животот продолжува. Така е. И тоа кај ќе тераме, никој не знае. Тоа само Господ знае. Благодарам. Мишко, и тебе ти благодарам што еве беше мој гостин овде и ги сними овие мои сеќавања за минатото кои ги има многу, но мислам дека она што беше есенцијалното, главното, го кажав.